какво неверојатно место се наоѓам покрај Марвинци, на така наречениот Исар од Марвинци. Иако некогаш ова место сигурно имало име и било град, тука се наоѓаат подземни ходници, расфрлани неверојатни обработени камења, остатоци од скулптури, остатоци од развиен град, како што немам никаде видено до сега. Јас прв пат доаѓам на ова место, многу луѓе ми го препорачаа, меѓутоа ете сега се решив да дојдам и тоа што го најдов тука е неверојатно. Значи, овој град е неверојатен. Ајде сега да ме прошетам и вас, да го видите и вие и да видите какви работи имаме, не си ги чуваме, не си ги цениме и не ги представуваме на светот. Ова место треба да биде представено на светот во вистинско светло, какво што заслужува. Ајде сега да ви го покажам и да видите на што мислам. Ајде, идете со мене да го разгледаме овој неверојатен град. Ова е стариот град Бела Зора во Македонија, граден со овие камени блокови кои што ги гледате. Ова е стариот град Мирна во сегашна Турција и тој е граден со истите такви камени блокови како во Бела Зора. Ова е Хераклеа и тука повторно ги гледате истите камени блокови. Ако ги споредите камените блокови од Хераклеа, Бела Зора и градот Мирна во Турција, ќе видите дека тие се идентични. И сега погледнете во остатокот на видеото, во Исар Марвинци ги пронајдов истите камени блокови. Ви ги покажувам, потоа ви го покажувам и целиот Исар Марвинци. Прво што воочив се овие камења. Значи, оваа шема на камења ја пронајдов неодамна во тој градот што беше закопан и разрушен. Имаше само еден камен останат, имаше истата оваа шема. Потоа, истата оваа шема ја имам најдени во Хераклеа во Битола, исто така и во градот Бела Зора, Свети Николско. А што е многу чудно, исти овакви камења имам најдено и во старите градови во Турција. Значи се работи за една иста шема на градба. Тоа е оваа карактеристична градба со која што ги вклопувале камењата еден во друг. Значи тука се работи за исти градители, односно дека сите овие градови се изградени од исти луѓе, односно од иста цивилизација. Ова се доказите, овие патерни ги има насекаде, меѓутоа тоа што го среќавам е дека ги има се помалку, како што во Бела Зора ги имаше многу, а последен пат кога отидов имаше само неколку, меѓутоа тука ги има многу. Ајде да ги снимаме и да ги зачуваме. Ова место е неверојатно. Дојдете сега да видите колкав камен има тука таков. Дојдете со мене. Видете го само овој камен колкав е. Тука се работи за огромен камен. Значи голем е едно, две, најмалку 3 метра е голем. Што значи се работи за огромен камен со огромна тежина и некој пробал да го одвлечка овој камен. Значи се работи за огромен камен, долг преку 3 метра и некој пробал да го одвлечка овој камен, што ги има истите патерни. Јас мислам дека некој проба да ги зацкрие овие камења. Значи тука според мене се работи за некој вид на технологија, затоа што не може овие камења сите правени како на калапи. Ова, значи не може ова, многу е тешко да се направи рачно. И мислам дека тука се работи за некој вид на технологија, мислам дека овие камења се зацкриваат. Тоа е само моја една теорија која што отфрлам таму, затоа што, како што кажав, ги има се помалку. Меѓутоа, ова место е запуштено, па така тука преживеале овие камења. И како второ, зошто е ова место запуштено? Ова е неверојатно место, какво што нема никаде. Ја немам сретното овако, имам сретано
Многу земји, многу вакви археолошки места имам истражувано, меѓутоа оволку богато место немам сретнато. Значи, ете и сами видовте дека таа шема, тие камења се секаде исти, значи се градени од една цивилизација. Меѓутоа, толку околу тие камења, ајде сега малку да ја прошетам низ овој неверојатен локалитет, или Исарот над Марвинци. Чудно ми е како овој град нема име, меѓутоа ете така е оставен, по тоа име се знае, па ете така и ние ќе го именуваме. Ајде малку да ве прошетам низ него, уживајте во овој пат назад низ времето. Значи се враќаме илјадници години назад и можете сами да си направите слика какво било времето тогаш. Овој дел што го гледаме сега со скалите, мислам дека било влез во некој храм и сите овие остатоци што се на земјата, од кругови, од коцки, мислам дека биле столбови. И каде се тие столбови отидени, јас не знам, никаде во околината ги нема. А овој свод би требало да биде влез во некој друг објект, или излез, или влез, како сакате, меѓутоа видете го се уште е зачуван. Перфектно е зачуван. Се работи за многу квалитетна изградба. Видете само како е изграден мајсторски. И не е ни чудо што овие градби после илјадници години стојат, а ние денеска не можеме да направиме зграда што може да стои повеќе од 80 години. Меѓутоа, тоа е тоа. Иако тој свет го кажуваме за останат, сепак не е толку примитивен и изостанат, судејќи по овие негови градби кои што се уште стојат. Ова е остаток од некој стар ќуп во земјата. И тој е многу квалитетно изработен, гледате, се уште стои одолева на времето. Во него чувале најразновидна храна, најчесто жито, рж, јачмен и слични работи. А сега одиме повторно во надворешниот дел да видиме таму што има и како што гледате секаде има расфрлени камења. Има остатоци од зидови кои што се направени од некој чуден камен. И пак ќе кажам, можете да замислите како изгледало ова место и како се реконструира, колку би било убаво ова место да се посети и да се види. Значи, основата ја има, треба само мала реконструкција, затоа што сите овие места што ги посетувате низ светот и јас што сум ги посетил се реконструирани. А некои места дури се изградени од нула, односно немало никакви докази дека таму имало нешто. Например, над Атина порано било рудник, сега има се и се што изградено таму, исто и Ефес. Ефес е едно најпознатите археолошки места кои што ги посетуваат сите пред само 100 години, таму немало ништо. Носени се работи од секаде. А ние веќе имаме 70-80% останато од структурите и не ги градиме. Односно не ги враќаме во првобитната состојба. Меѓутоа, тоа е таа тема, веќе ми е, не знам, 100 пати ја зборувам и се е џаве. Нема ефект. Како што видовте, тука стојат и надписи, меѓутоа мислам дека овие се понови надписи, така ми изгледаат и мене. Дали се нови надписите, не знам, меѓутоа јасно пишува Македонија таму, што е реткост во денешно време. Денеска веќе Македонија не пишува и на нашите модерни институции. А тука е место каде што сигурно се наоѓале столбови, гледате овие коцки што се на земја. Ова се нивните лежишта. И мислам дека ова представувало храм, затоа што храмовите во старо време биле представени само со столбови,
а немале покрив за да имаат директна поврзаност со небото. Биле само столбови и често тие столбови биле украсени на врвовите. И толку било тој храм, човек за да се помоли на Бога или да се поврзе, тој минувал низ тие столбови и остварувал директна комуникација со небото. А ова е, видите, колку убав остаток. Можеби од тој храм. Можеби ова било тој жртвеник кој што стоел на крајот од храмот, каде што луѓето оставале поклони. И различно од тоа што се верува, во старо време луѓето не давале крвна жртва, односно давале бескрвна жртва, тие принесувале медовина и цвеќе најчесто. Ова е некој мал тунел во кој што не успеав да влезам. Се мислев дали да влегувам, меѓутоа беше затрупан 10 метра понатаму. Влегов малку и не знам каде води, меѓутоа понатаму беше затрупан. А како што гледате и сами, камењата се расфрлани насекаде. Значи, се работи според мене за намерно уништување и бришење на еден дел од историјата, за кој што некој не сака да постои и да се знае. Че овие камења тежат тони и овие сами од себе не може овака да се расфрлаат. Тоа е мојата теорија, која што секогаш ја исфрлам надвор во етерот. А што мислите вие, кажете ми, дали ова што ветерот ги расфрла? А еве и видете го градот како изгледа од небо и видете го колкафе. И замислете уште колку има тука во околината да се истражи и да се откопа. Се работи за огромен град, кој што крие уште многу, многу тајни. Се надевам дека ви беше интересна оваа прошетка низ овој стар град. Пак ќе кажам, овој град треба гордо да го представиме на светот, затоа што е преубав, не да стои овака расфрлан на сите страни. Меѓутоа, што е тука е, веќе се навикнав на овакви сцени насекаде и мене веќе ми е ова нормално како истражувач да ги наоѓам нашите градови во оваква состојба. А толку од ова видео, јас си тргам назад. А ви благодарам на сите што гледавте. За крај да ве потсетам да се претплатите, ако сте во можност и да станете членови и на тој начин да го поддржите Сонцогор проектот. Ви благодарам од срце, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некој мое наредно видео.